Podaди рака, crno-beli deca od ceo sveta, da pomogneme na deca što živeат во малку поразличен свет. Мечтат ли тие за подобро утре? Болните и тажни дечиња разни. О деца вие, со добра душа, подадете рака на секој оној што има мака. Секое дете сака. Секое дете се радува кога мајката наутро бакнеш му подарува. Секое дете се смее кога сончко до прозорецот угали го грее. Секое дете е среќно кога насмевка дарува, кога љубовта во семејството царува. Секое дете сака љубов, радост и среќа. Насмевка, преградка нежна, топол дом, пастеолника, игра бескрајна смеја. Гледај со срцето. Животот е еден и сите ние го живееме на различни начини, со различни чувства и со различни доживувања и слично. Но секогаш постои шанса за која луѓето се надеваат за подобро утре или во иднина. Ние луѓето, толку различни, а сепак исти, не треба да се потценуваме, дали некој бил богат или сиромах, дали некој имал бела или црна раса, дали некој бил муслиман или христијанин. Сите ние сме луѓе на овој свет и тоа ќе остане така. Никогаш не треба да им се смееме и да ги потценуваме на луѓето со посебни потреби. Затоа што оној кој бил повредуван, исмејуван, обаловажуван, избегнуван, оној кој бил осамен, добро знае како е да си сам. И токму заради тоа не треба да го правиме тоа, зар не? Просто и едноставно треба сите да ги гледаме со срцето. Не треба да ги гледаме луѓето толку плитко, затоа што аутизмот, парализата или некоја друга состојба на човекот лего дефинира внатрешниот памет, љубовта, радоста, која што ја дава позитивата покрај секоја пречка која што ја имаат луѓето. Често пати имам видено луѓе кои ги потценуваат луѓето кои што се во количка. И многу ми е жал, затоа што не треба да го прават тоа, затоа што не знаеме што не чека утре. Во еден момент си реков дека никогаш, ама никогаш не треба да ги делиме луѓето по тоа какви се надворешно, во каква ментална состојба се. Можеме да ги поделиме само на еден начин, а тоа е дали луѓето се добри или лоши, затоа што таа е единствената разлика која што постои меѓу луѓето, или тоа е една друга. Сите ние сме различни, но толку исти. Сите ние сме луѓе. Гледај со срцето. Очите се огледала на душата. Ако окото е светло, цела наша внатрешност ќе биде светла и чиста. Но ако срцето ни е чисто, со него ќе ги видиме најубавите работи што не може да се видат со око. Со очите ја гледаме околината, се она што не окружува и се она што е видливо. Со срцето може да ги видиме најубавите чувства кои ги крие една личност. Добитна, среќа, задоволство. Не треба да имате очи за да ја видите љубовта, доволно е да погледнете со срцето. Да ги гледа со срцето не значи да мислиш дека буквално срцето има очи, туку да ги прифати сите различности околу себе. Она што може да го види срцето не може да се види со очи, затоа што срцето продира во најдлабокиот дел од душата. Кога гледаме со срцето ги прифаќаме сите недостатоци на луѓето, сите различности, сите нивни можности и таленти. И сакаме луѓето онакви какви што се, со сите нивни добрини и маани и уживаме во нивното друштво. Кога сите би гледале со срцето, овој свет би бил поубаво место за живење. Да гледаме со срцето и да ги прифатиме различностите, да подадеме рака и љубов. Baby
tri spomeni što bolea, već mnogi izbrišah ja. Moja sveselika muzika, nema vera ni tu granica, moja sve se osobnoti, jedna duša božanska, moja sveselika muzika, nema vera ni tu granica, moja sve se osobnoti, jedna